Блек, Загор, Марти Мистерија, Алан Форд. Ова се само дел од имињата на стриповите кои многумина денес ги потсетуваат на нивната младост и ги враќаат во времето кога биле деца или пак тинејџери. Но за некои пак тоа време никогаш и не завршило. Љубовта кон стрипот продолжила во текот на целиот нивен живот. Се до денес. Еден од тие влюбеници во стрип уметноста и страстен колекционер е и Александар Јовановски од Прилеп, кој што има над 3000 стрипови. Со стрипот започнал за прв пат да се дружи пред 40 на години. Кога постарите повеќе купуваа стрипови, ние како деца повеќе ги разменувавме на баскет, на мал фудбал, носевме по 10-20 стрипови и ги разменувавме за оние што ги немаме прочитано. Прилика тоа време почна. Кои стрипови беа тогаш? Па Загор, Марк, Блек, претежно беа така во поредовна едиција, со подобар распоред на излекување. Ги купувате постојано? Претежно постарите ги купуваа, младите повеќе ги читавме, ги киневме, ги разменувавме. Малку колекционери имаше тогаш кои може да следат да следат да бидат во текст со издаваштвото, затоа што за разлика од денеска со интернетот имаме се. Имаме корици на стриповите, имаме редослед на издавање на едициите, имаме илјадници текстови. Тоа што знаевме ништо, тоа беше авантуристичката приказна интересна за нас. Со собирање пак на стрипови, Јовановски започнал некаде 1999 година, кога на интернет започнале да се појавуваат и првите огласи за стриповите. И така од подзаборавени во картони, во потавани, може да се сликаат, очуваност, број, старост, така натаму, така натаму. Се раздвижи, не знам, може би стотици илјади колекционери до ден денеска продаваат, купуваат Од цела Југославија. од цела бивша Југославија, особено овие иселеници што се од овие простори кои читале на времето како деца, сега се во подобра финансиска ситуација, така да не штедат многу пари за добро сочуван стрип од тоа време. Никогаш не престанал да купува стрипови. Тоа го прави и денес. Нормално, со оние стрипови кои што се достапни кај нас и кои што може да се купат. Претежно купувам тоа што иде кај нас на трафика или само српскиот Алан Форд. По нешто од една стрип книжарница која постои во Скопје, фактички единствен двигател на ова наша домашна стрип сцена. И во зависност од можностите, денеска постојат овие стрип книжарници и електронски стрип книжарници. Денеска можете се да купите, од овие бивши јурепублики до америчките, француските и така натаму, зависи што сакате. Јовановски е еден од ретките македонци кој започнал со издавање на стрип на македонски јазик. Но вели дека во овој момент, без поддршка од државата, издавањето на стрипови е невозможно. Во сите други места, државата го субвенционирала нивното издавање. 2008 година ја основа Варм Комикс и можам да ви кажам дека имав пари за 6 стрипа, издадо 24. Меѓутоа, ете, со промената на D9 од 5 на 18 насто, потоа пред тоа поскапи хартијата, беше малку тешко за издаваштво. Особено без поддршка од ресорно Министерство за култура, во споредба со Србија, со Хрватска, каде ги поддржуваат издавачите, кај нас се уште не ги поддржуваат. Може би и ние како стриповмани, како издавачи немавме некоја иницијатива, може би треба тоа повеќе да се биде поупорен. Се надам дека еден ден и ние би имале една или две издавачки стрип којки и дека би се справила една мала неправда. Замисли да го немате Шекспир издадено на македонски јазик или не знам Достоевски или Толстој. Така ние го немаме на македонски Дизни, ги немаме овие предвојни стрипови како Флаш Гордон, Мандрак и така натаму, ги немаме Астерикс, Италичен том на македонски, слични на нив. Не се малку. Каква е помош на државата во Србија и во Хрватска? Па мислам дека откупуваат од тиражот 25 до 30 насто по издавач.
што е доволно да практично да растураат денеска во стрип издаваштва овие две држави. Јовановски вели дека во Македонија има доста колекционери. Дел од нив собирале од љубов, но стрипот од секогаш освен пасија бил и добар бизнис, кој што носи одлични пари ако имаш стари и добро сочувани стрипови. Малку е поголем притисок да се има овие стари стрипови со оглед на цената и со оглед на тоа што малку е тешко да се прелистуваат со оглед на времето. Така да, ако е со оцена 5, со едно прелистување може да стане оцена 4, така да му се намали вредност. И колку години е ваков стар стрип? Па- Стар 30 години? 40? Па од 68 почнала посериозно издавање во поранешна Југославија, така да првите зачувани стрипови одат од 250 до 500-600 евра. Зборувам за добри зачувани стрипови, одлично зачувани стрипови. Се разбира на некого не му се воопшто битни без пари да му го дадеш, не му значи ништо. Стрип издаваштвото во светот секаде е намалено во однос на тиражите, исто како и весниците и магазините, но сепак некако обстојува. Доколку сакаме и ние конечно да имаме стрипови на македонски јазик, со светски познатите ликови и херои, неминовна е и помошта од државата. Без тоа, ќе продолжиме истите да си ги читаме на странски јазици.